Слава ти, Господи Исусе Христе. Ја озвучуваме оваа книга Гимназиум Тихомир Стојановски, или Како ја размножувавме умноста, издадена во Скопје, Македонија 2003 година, едиција Лицеум. Така се именуваше тогаш, а денеска се именува едиција Свети Дух. Текстовите се објавени во Лик, во весникот Нова Македонија, од 27. февруари 1999 до 21. март 2001 година и во списанието на Матицата на иселениците Македонија. Последните три текста се објавени во списанието комплетна и ќе видите дека тие текстови се, како да кажеме, актуелни. Тоа беше моментот кога Македонија се тргна да се осамостојува и кога се биеше страшна битка, имаше повторен напад од нашите соседи кои имаат проблем со македонскиот идентитет, бидејќи не ги признаваат македонците во сопствените земји, вршеле геноцид, терор, затвори, прогонства, убиства. И за жал, наместо да се покајат, да се извинат, да ги отвориме границите, да живееме како христијани, простете и ќе ви биде простено во духот на Исусовата љубов, тие и денеска го негираат македонскиот народ, македонскиот јазик, македонската историја. Тие се постмакедонски идентитети и нормално имаат проблем ако постојат македонците, што ќе биде со нив. Бидете вие што сакате. Знаете, ти си и македонец и грк, например. И македонец и българин, и македонец и илир, како што мислат овие арнаутите. И македонец и словен. Поштарот звони 3 пати, 149 страна. Поштарцето задзвони на вратата. Појдов да отворам по некаков граѓански шаблон, не мислејќи на последиците. Еве кој ќе оди во Апсана, се пошегува. На писмото пишуваше Република Македонија, Основен суд Скопје 1, оддел за прекршоци. Ме кандисуваа да се јавам на одслужување на затворска казна од 2 дена, од 24.4. оваа Божја година, или да ја платам казната. Глоба. Кој греши плаќа. Знаете, суштината е Исус плаќа за тебе или ти плаќаш со својата крв. Ке си платит, го гледам звонарот неодредено. Ја имаш ли белешката дека си ја платил казната? Така и мене по трет пат ми стигна да ја платам. Поштарот. Звонеше 3 пати пред да ја одмандалам портата, ми предаде што имаше и киниса по својата работа. На 29. јануари 1998 со театарот гостувавме во Македонска Каменица. На половина пат на Страцин ме сопре милиционерот. Сум возел 20 километри над дозволеното. Му реков дека немам пари да ми ја напише казната за да си ја платам во Скопје. Тој ме предал на суд. Поканата за судскиот процес во Кратово ја добив дента кога требаше да ми се суди. Жалбата ми ја одбија, милиционерот сведоцил дека сум ја одбивал да ја платам казната и конечно ми стигна сумата и сум ја платил на 26. и 37. 1998. Божја Исусова година. Мене трет пат ми прават вака, ми рече поштарот. Го оддалечив со погледот, скршна по скалите, го снема, звонеше точно 3 пати. Војдан Чернодрински го загуби својот логичен акцент. Му избега од крвавата свадба. Се зафативме со барање. Ги впрегнав студентите од 2 и 3 година на одделот актерска игра. Баравме зад пијаното, на сцената, во деканатот, во гледалиштето, во библиотеката. Го немаше. Не биди скрбен, Војдане, ќе се снајдеме и без тој твој акцент. И така, барајќи го театарскиот акцент, судот повтор пат ме кани да одам да служам затвор за казна која ја имам платено пред скоро 2 години. Истата постапка се случи и лани. Отидов во бараките во паркот, ја дадов белешката со која се гледа дека казната е платена, шалтерката шкрабна нешто во некој тефтер и ме испрати со здравје. Оваа година пак. Суде мој, повторувањето е макеа на правдувањето. И не ми е мене до апсаната. Ако треба да се жртвувам за македонскиот народ, веднаш ќе појдам во затворчето. Ама казната сум ја платил
и не е ред да ја плаќам по 2 пати. Излегуваат 2 точки убијци, наркодилери, ослободители на чужди војски, а вие мене ме најдовте и тоа со поштарчето кое звони 3 пати. Војдан Чернодрински го загуби својот логичен акцент. Не се скрби, Војдане, ќе преживееме, му велам. Ете и студентите се вдадоа да помогнат, го бараат емоционалниот, чувствениот и мисловниот театарски македонски акцент. Македонски, кукуноне. Охи македонци, няма македонци, нема тих македонаc. Зошто вие, кои сме тие, зошто вие 3 години скрби утеха не добивате премиера, ме праша Чернодрински. Демократија е тоа, македонецу мој, му одговарам. Ке преживееме, не се скрби. Каменот доаѓа од блиску, цензурата почна тука. Го укинава скрби и утеха гостувањата кај македонците во соседните земји на македонскиот полуостров, ар македонските слави и дојдоа инсталации од Бугарија, Грција, Албанија, тука да прават македонци, да создаваат свој народ. Ке преживееме, не се скрби. Судот ми го прати поштарчето за да ме покани во Апсаана, да служам 2 дена затвор за казна која сум ја платил пред 2 години. Вел ми упреко, јас му припаѓам на Господ Исус Христос и тој платил за мене. Јас сум негова собственост. Најголем комплимент, најголема доблест, како да речеш, пофалба за театарот е кога политичарите ќе се заинтересираат за него и ќе се обидат да го потиснат. Питер Брук, не постојат тајни. Тоа е жесток доказ дека е жив и македонски. Поштарот звонеше по 3 пат, судот 3 пати се обиде или поштарот звонит 3 пати. Ја озвучуваме оваа книга, 151 страна, разграѓанување на градот. Некогаш го запознаваш човекот дури од како ќе го снема. Иако физичкото исчезнување не го намалува духовното присуство. Со Динократ бевме дојдени да го наблюдуваме уривањето. Ако воопшто може да стане збор за уривање. Кога нешто се гради врз нешто, притоа повредувајќи ја почитта кон древноста, Динократ, македонскиот архитект од периодот кога македонците го владееја светот. Бевме дојдени да го наблюдуваме паѓањето на злите куки во тоа наше злокуќани. Оти зло е да си го уриваш ништи што ти го оставиле во завештание твоите славни претходници. Филип мирно спие, оти Антипатар бдее. Прочита во книгата, така го запознав тој човек, Владимир Шопов, автор на книгата Записи и сништа за Александра Магнум. Книга која може да ве понесе во Македонија. Која Македонија? Колку Македонија има? Исусе, те сакам. Книга која ви го разбудува чувството за она што сте. Книга која ја потврдува дека Македонија живее. Ја има историјата која се лулее меѓу нас. Во засводено присуство, Македонскиот универзитет во Миеза на Датос, основан од Аристотел Македонецот, спи мирно, Филипе, спи додека твојот Антипатар земне, будне. Голема бура се надигна над пустината. Леле, мајко мила, колку се лоши овие кои уриваат. Динократ мигум трепна, ме разбра, градителу, тебе не те учат, за тебе не учат на македонските универзитети денеска, се намножие како печурки, како габи. Лажни дипломи, фалсификати, тајфо моја древна, каменот да имаше уста ке запееше од пеаните, граде Лилија манастир. Исус вели на едно место, ако вие замолкнете, камењата ќе проговорат. Кој е Илија? Илиос, Хелиос, сонцето? Зошто македонците баш на Свети Илија, грците буквата Х ја читаат И, Хелиос, Свети Илија ги сардисаа атинците кај Херонеја. Зошто Македонијо? Голема бура се надигна
над пустината. Се уривало. Еколошка катастрофа, на некој македонец му се уривало. Македонци мои. Се уриваше илјадници Божи години се она што го граделе македонците. Се потоморуваше, а потоа се продаваше на историскиот пазар како римско, елинско, византиско, илирско, словенско, българско, уште не знам какво ли ќе ни наглаголат. Градел врз историски локалитети, претходно продавајки се граделе, се што ќе дзирнеше од подземји. Имаме разни приказни, Егејско, Пиринско, Албанија. Албанија посеја на цело приморје со македонски гробови. Има еден надгробен споменик во Драч, мислам беше, од античко време, кај вика падна во македонската земја. Они сега велат да тогаш Александар ја окупирал Албанија. Од кога ја окупирал? На македонскиот полуостров. Потоа Динократ, царскиот архитект на Александр во Дион, исто има споменик, падна во македонската земја. Светиот град на македонците во Егејско. Потоа Динократ, инаку царскиот архитект на Александар Македонски, ми постави неколку питијски опити, а јас ви ги приложувам вам. Зошто парите на градителот на злокукјанскиот комплекс не биле употребени да се истражи локалитетот? Или да се обнови Јустинијановото кале? Зошто градителот се зачипчил баш за локалитетот кој поради политички причини до сега не беше истражуван и каде што постои антички театар? Ние бевме иницијатори таму 2002, мислам беше, да се возобнови тој театар. Видите колку години се пројдени. Почна нешто, застана, колку што знам, претходната влада со Кукурајко лажот, не го исплатиле, требало да ги нареди камењата, веќе било договорено и оставен беше, бевме со студентите, зараснат во 2 метра трева. Нели е тоа варварство и непочитување од највисок ранг, да градиш врз локалитет стар безмалку 2-3 години, да уништиш артефакти? Александар умре од болот како свати дека се е залудно, пишува во книгата на Шопов. Го тресеше 13-дневна треска, морници цибрина, потоа непрегледно поле, таткото небесен, бескрајна светлина, таткото Божји си го зеде чедото. Душите му припаѓаат на оној кој ги дал. Динократ го пулеше уривањето. Сте ја читале Библијата, Светото писмо. Ви оставил таткото небесен нешто да разберете дека Македонија и Израел се 2 сада избрани. Некакви варвари, непочитувачи на древнината на македонските градители, уриваа, градејќи преку затрупаните темели. Кој е уривачот? Оној кој го уништува античкиот македонски споменик, или овие со багерите што сакаат да го спречат во тоа? Базен со риби и мртви финансиери на хедонизмот и празнотилото. Запознав еден македонец читајќи ја книгата, се вика Владимир Шопов. Духот на оние кои ги нема живее во колку ја допреле светоста. Динократ ме потурна страдувајќи, клекна, се наведна кон мајката земја, скина еден страк босилок, Филип мирно спие од Антипатар бдее. А Македонија ќе треба да расчисти кој всушност е уривачот. И што е единствено на тоа свето место со грдо и ново именување може да се доуништи. Се надигна голема бура. Во злите куки, злите јазици, сирачиња на граѓанизмот се расцивкаа околу уривањето. Неупатени, недоветни да го узнаат вистинскиот сатрап преку македонската древност. Се друго е словенштина, политиканство од најнизок вид. Динократ бере босилок по македонското поле, Филип мирно спие, Антипатар бдее. А вие, македонци мои, што мислите за уривањето? Кој е вистинскиот уривач? Оној кој гради врз древниот македонски археолошки локалитет или оние кои се обидуваат да го спречат во тоа? Зарем комплекс од новоградби, каков и да е, поважен од градбите кои зборуваат за нашиот идентитет и трајност? Динократ со босилокот одлепди над градот. Мислам на древното Скупи, не на злите куќарки.
Филип и понатаму спиеше додека Антипатар земнееше. Запознав еден македонец читајќи ја книгата за сништата на Александар Македонецот. А вие, македонци мои, размислете самите на која страна од уривањето ќе застанете на мајкава Македонија. Бура од граѓанизам, словенштина и политиканство. Антипатре, разбуди го Филипа, буди го веднаш, доаѓа време за новата Херонеја. Доста ти беше бдеењето. Или каменот да имаше уста, ке пропееше. Градел Илија манастир преку древниот македонски град. А зошто баш на тоа свето место почитуван градителу мој? Или разградител? Знаете, во Злокуќани, на Злокуќани се направи диво градба и го уништија археолошки локалитети. Тоа постојано се прави во Пиринска Македонија. И во Солун, знаете, оставени згради изградени, да се потомори. Ако се најде надпис, се фрла. Допирот на болката, 155-та страна, ја читаме оваа книга. Кажи ми, земјо моја, какво име имаш ти? Каква боја имаат солзите? Каква вода имаат изворите? Каква песна пеат птиците? Каков мирис има цветието? Каква светлост има сонцето? Какви букви има букварот? Кажи ми, земјо моја. Ова е практично, ќе видите сега. Читам од зидниот весник во гимназијата. Подписот под песната е Церенецот. Сум били во Цер, сум настапувал. Со скрби утеки. Гимназијата, 2 покојника во Пустец. Мала преспаке македонците во Албанија. Кога ние прв пат отидовме таму 96-та. Видете, тоа беше, што да ви кажам. Па кога го снимивме филмот Бакни го сонцето со сите оние пробили кои отиду на повеќе фестивали. Можете да го видите, Бакни го сонцето. Слава ти, Господи Исусе Христе. Последен пат бевме тука 1994-та. Го игравме ЮНЕСКО 94-та. Пази, не сум знаел. 96-та, не 97-та беше ние. Да, не сме биле предходно. Го игравме ЮНЕСКО пред Селската црква. Келавата П. Келавата. Да, тогаш беше тоа. Велат дека 9 македонски села се заменети под српско за манастирот на Свети Наум. А дали го прашавте Исуса Христа, односно светецот? Дали го имавте прашано Господа Исуса? Ти го слава Свети Наум. Умот на Светиот Наум. Знаете, го замениле они за луѓе. Не дочека песната на дечињата во Пустец. Дали го прашавте Исуса Христа? Не дочека песната на дечињата во Пустец. Чека, пречека, начека, дочека. Игра, орој, пееја. Не допре долапот на болката. Не знам дали требаше да го прашаме светецот или Исуса Христа. Село Туминец веднаш после македонско-албанската граница. Не е Туминец, него се викаше тоа Шулин, пијат вода од езерото. Пијат вода од езерото. 9 македонски села. Шулинци ја носат со магариње и ја точат. Полека бре македонци, тоа е едно село на Дридот, малку е подалеко од езерото. Ке го испиете езерото, бре, луѓе. Денеска кога го исушија езерото. Ке го испијат езерото тие со македонската жет. Горна и долна Горица, Глобочани, Пустец, Леска, Шулин. Песната на децата од Пустец ни ја допираат болката. Солзите ве бодат во длабочината на вашата душа, кога ги гледате како се редат да добијат парче, колаче или бомбона, за да си ја облажат душата. Ги истоваривме книгите од фондациите Благовестие и Цивил, како и оние на скрби и утеха. Директорот на гимназијата во Пустец Трајан Ангеловски вели дека од 1994-та нема гостувано театар. Ја паметат представата играна пред Селската црква. Имаат ли македонците, кои балканските војни ги оставија вон границите на републикава, право на духовна комуникација, општење со татковината? Солзите од македонската песна на дечињата во Пустец ни ја допреа болката. Значи, 94-та сме биле.
Не пуштаа тогаш на граница, па преминавме, сретнав еден македонец, ни рече што ќе барате, одете на другата страна и преку Галичица, од Охрид, сакавме кај Охрид да поминеме. Дојдовме во Пустец, не пуштија, но закаснивме во Корча, требаше да играме представа. Во Корча се вративме во Пустец и игравме пред Селската црква. Тоа е веројатно една од оние представи кои ќе ги запаметам. Кога видоа луѓето каде одиме, сакаа да си одат, јас се качив на чуно, отидов на островот и ми реков, додека не играме представа, не си одиме, а Питер Брук го нама направено истото кога биле во Африка, кога виделе дека има шкорпи и актерите, и дека треба да спијат во шатори. Питер Брук заминал, го немало 2 дена додека тие се прилагодат. Цариникот ни рече дека смееме да одиме само до Пустец, оти понатамо може да имаме проблеми. Ние скрбевме едно село потаму во Леска, игравме на Белата на сред село. 2 дечиња ја бакнуваа иконата на Богородица додека трае представата. Гоце Делчев, Александар Македонецот, петоимениот Ѓоре, Арнаутинот и 2 самовили, Јана и Ангелина, солзи, болката, требаше да го опитаме светецот. И играме представа, имаше една икона на дрво на едно трупче, и додека трае представата, тие одат, клекнуваат, палат свеки, играме ние представа на отворено, пред иконата, пред реквизитот од представата, и се поклонуваат. А во Пустец, одиме понатаму, гимназијата во Пустец, песната ја читам од Зидниот весник. Полето за културен надпревар меѓу народите. Искршени столици, астали и врати во гимназијата и водата која ја пијат шулинци, преспанци, полека бре македонци, ке го испиете езерото. Песната на Зидниот весник, песната која ве допира во македонската болка, слушај мене, мили сине, името што го имам, и бојата на солзите, и песната на птиците, и водата во изворите, и мирисот на цветјето, и светлото на сонцето, и буквите на букварот, сите се македонски. Така пишува во песната. Така пее таа солза, таа исконска болка. Како не го опитавме светецот. Манастирот Свети Наум, заменет за 9 македонски села, а тие ќе го потомореа тогаш. Не игравме, кога ово се зборува кога игравме во Пустец, сеќавам монологот оди од Александар, внатрешна, надворешна, задгранична, локална, наша, ваша, туѓа. Еден чичко, Горан Самуиловски, мислам, го држи прегрнат, го држи камерата, го фаќа, мислам дека Гот се снимаше. И му игра вака око да игра, и катарза да живее, почне да плаче. Аристотел, во Албанија има над 200.000 членови на македонски друштва. Нас не поканија директорот на гимназијата, 2 покојника во Пустец, господинот Трајан Ангеловски, Сдруженијето за заштита на правата на македонците во Албанија. Црни козини го кршат патот. Еден стар чичко, ора со дрвено рало, ја бразди црвеницата. Туминчани и понатаму го пиеја езерото. Запрете бре македонци, ке го испиете сето. Татника и Завер истекува болката, езерската болка од Преспана кај Охрид. Денеска езерото е повлечено. Песната ги боди на солзите. Значи, под планината, под Галичи се истекува Преспанско во Охридско. Актерската тајфа која проклокотува во ромори јачи, ракоплескања, солзи, неостварени мечти. Еве го тој плаче еден стар чичко, додека трае монологот на Александар. Морал да плати неколку илјади леки за да го крсти внукот по македонски. Им давале други латински имиња. Едемонд. Македонци сме, други не можеме да бидеме ни велат. Беше присутен и Босилко Аговски, кој живее и работи во Канада. Каква македонска средба од Канада во Пустец на представата. Ке ја пофалам господјата која работи во албанската амбасада. Добивме визи, бевме, игравме и ја допревме македонската болка. Во домот на Едмунд Сотир пропеавме. Испив 3 чаши крваво македонско вино. Потоа морав да го играм Александра, допирот на болката. Требаше да го прашаме светецот за замена на селата. Се уште пијат од езерската вода. Полека бре македонци, ке ја искапите сета Преспа, тоа свето
богодарувано езеро. Пустец беше раскопан ке прават водовод за Западниот Балкан. Театарот Скрби и утеха се уште нема добиено премиера. Како што гледате, таа цензура траела од поодамна. Полека, но сигурно ја раскрилуваме болката. Денеска речи си сите средства се не добива ништо театарот. И практично не ни конкурирав оваа година. Конкуриравме преку еден издавач со книга. Значи 18-19 години немам добиено книга од Министерство за култура, но мојот татко е семокниот отец и Господ Исус Христос, јас имам се и секоја година излага по една-две книги. Видите, тоа се тие книги кои ни пречеа за Македонија. На заминување сваќаме дека не можеме да заминеме. Оставаме дел од нашата неостварена скрб, кога се вратевме од таму, за преспанци, за македонците од Леска и Пустец, за нивните песни, за нивните таги, за болките, за дрвените рала кои ја браздат црвеницата, за испиената езерска вода на Шулинци, за 3 чаши крваво македонско вино, за црквичето на Самоило, за фреската на Александар во една од пештерските цркви, за големото срце на Едмон Сотир кој сонува да биде скрбист на театарската сцена. Ние му помогнавме да го основа тој фестивал, му го пишувавме елаборатот, оправдувањето, му помагавме и со средства на почетокот, му помогнавме да се запише на факултетот да заврши. Тој оваа година слави 20 години преспанско лето. За жал, театарот Скрби и утеха ни таму не гостува. Зошто е тоа така? Затоа што политиката, политички кадри ја уништуваат македонската природни надарувани луѓе кои не функционираат во политиката, кои се поклониле на таткото небесен, например Исус Христос. И најнакрај за еден театар со актерска тајфа на која 2 години некакви контролори на македонството не даваат да учествува во македонската култура со нова представа. Па 7 години додека беше министерката која си го сликаше прстот премиера, а потоа овие направија 8 години претходната влада, а сега веќе не ни конкурирам. Видете, има еден текст од Исус Христос, не знам дали го разбирате, да не им го фрлаш бисерот на свињите. Свињи се луѓе кои не се менуваат, остануваат исти. Ако ти доаѓаш во политиката само да крадеш, да лажеш, да мамиш, да подпишуваш секакви договори, ништо не бидува од тебе. Политичарот треба да се жртвува за својот народ. Филип II и Александар одеа пред војската напред. Може би поради стравот од болката не пуштаат да играме македонската болка. Пресушените солзи и стиховите на песната кои висат во гимназијата во Пустец. Земјо моја, какво име имаш ти? Тоа е пророчко, замислете, пред 25 години. Тие дојдоа да ни го сменат името. Каква боја имаат солзите? Ех, македонци мои, умеевме ли да се огледаме во светецот? Ја допираме македонската болка во тајната длапка на светоства на македонството. Ете, тоа се тие состојби. Цензурата доаѓа однатре, пошто бидејќи го укинаа театарот Скрби и утеха, сите она што одевме на терен, гостувавме, си дојдоа бугарски инсталации во Македонија. Нас денеска ни забранија, имам забрана за влез во Бугарија како професор. Европа, браво, професори забранувајте, пуштајте терористи и шпиони. Зборувавме за Европа без граници, вие ставате граница во македонското срце. Марш бре сатана од Македонија и не враќај се повеќе. Татко, во името Исусово ја враќам Македонија во твоја собственост. Македонија е земја на Исус Христос. Амин. Со него ќе си имате работа. Начмичи и сатански слуги кои негират дека существуваат македонците, запишани во Словото кое не се брише, живото Слово Исусово. Македонија, македонец, благодатта Божја дадена на црквите македонски. Амин до Царството Божјо. Амин.